Сега е 19 часот и 2 минути и 3 минути некаде. Вие следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети Треновска и Јон Треновски. Почитувани слушатели, Facebook пријатели и Facebook следбеници, нашиот денешен гостин е веќе во чекалната на Македонски корени, како што и ви најавивме на самиот почеток. Тоа е господинот Сотир Костов, политички аналитичар, поранешен обвинител и граѓански активист. Во овие моменти го покануваме да ни се приклучи во студиото. Се надеваме дека нема да има проблем во тоа. Се надеваме дека за скоро ќе го добиеме. Да, господинот Костов е веќе во студиото. Се надеваме, како што реков, нема да имаме проблем. Господине Костов, добро ви утро и добро ми дојдовте на Македонски корени и во ова нова 2021. Добро утро, добро ве најдов. За вас добро вечер. Јон, најпрви на сите да ви честитам новогодишните и божикните празници. Сите македонци во Австралија да сте ми живи и здрави. Особено поздрави за вас во радиото Македонски корени и за сите слушатели. Повелете. Добро ви утро и од мене, господине Костов, ви благодариме што со вашето присуство не удостоивте нас и сите наши слушатели и секако Facebook пријатели и следбеници. Мило ни е што ја продолжуваме со работката и во оваа нова 2021. Среќна нека е и среќен нека е Божик и на вас. На вашето семејство. Благодарам. Господине Костов, минатата година, но и двете пред неа, Заев и неговата влада правеа се, ама само во името на наводната иднина. Поточно, се само за една работа, а тоа е датумот за почеток на пристапните преговори. Преговори кои датум неколку пати го донесоа, почнувајќи од она селфи, ако се сеќавате во владиниот авион на 24 јуни во 2018 и уште десетина пати после тоа, кога го носеа тој датум кој што се уште го немаме. За каква и за чија иднина говореа и се уште говорат Заев и неговата влада? Па не знам они за каква и за чија иднина говорат. Јас само знам дека уште пред 3 години или повеќе пред 4 години збореле дека ние со Зоран Заев и со неговата начин на сваќање на социјалдемократијата и политиката во Македонија немаме иднина. Тоа веројатно тој зборува за ветена, ама е веќе 3,5 па и 4 години нереализирана вистина. И сега основно прашање е зошто таа вистина, што тие, тој зборува за таква вистина, не е реализирана. Јас лично, како политички аналитичар, бидејќи станува збор за ситуација во која тие луѓе што сега се на власт, јас со чиста совест ги нарекувам македонски одводници, ни го продадоа минатото. Нега ценат сегашноста и од такви луѓе, од такви политичари, од такви дипломати ние не можеме да очекуваме никаква иднина, напротив, ние можеме да очекуваме само неизвестност. Значи, станува збор за една политичка гарнитура или, јас би рекол поточно, завегана политичка елита која е корумпирана до максимум и која македонското општество го воведе во една аномична состојба. Сите знаете, аномична состојба во беззаконие, бидејќи требали да изнесувам факти, сменето име и устав наспротивно од искажаната народна волја на референдумот и така натаму. Да не бројам, едноставно мислам дека тие се зборат за нивните иднини, бидејќи ако ги погледнете нивните бизниси, ако ги погледнете нивните економски, финансиски, социјални состојби, ќе видите дека тие одат нагоре, се искачуваат со своите богатства, а народот во Македонија, граѓаните се осиромашуваат и во една таква социјално разслојување ние не можеме да зборуваме за иднина, напротив, сите тоа го чувствуваме, а па, што би рекол Заев од озгора на тога, го имаме и ковид пандемијата и мислам дека се наоѓаме во една многу неизвестна ситуација. Не сум сигурен дека се разбираме на релација забегана власт и македонско граѓанство, тоест македонци, државјани на Република Македонија и македонци во диаспората. Тоа е некој разговор на глувонеми, би рекол јас. Каде нема иднина.
Тоа е мојата констатација. Господине Костов, во годината што туку мина, владата на Заев направи голема отстапка кон Бугарија. Како вие гледате на тие отстапки и што стои во позадината на тие отстапувања, бидејќи и покрај отстапките Бугарија не попушти под наводниот притисок од бирократите во Брисел, испраќајќи ни го ветото како предвремен новогодишен подарок? Многу интересно прашање. Не гледам никако, ниту сакам да гледам на тие отстапки, бидејќи мислам дека ти беше многу коректна, Бети, многу лесен избор, употреби отстапка. Не, тие не продадоа. Тие и она што го имавме достоинството, она македонско чувство, ни го продадоа, коленичеа, молеа, обезвреднија се и јазик, и историја, трагуваа со Крсте Петков Мисирков, со Гоце Дела, па се договориле за 4 периода историски во минатото, па се договориле за 5 личности. Какво бре луѓе договори? Ма историјата не трпи такви ретуширања, на такви експерименти. Или историјата ќе ја дадеме на историчарите и да ни кажат за што зборуваат политичарите, или политичарите нека ги напуштат местата. Не можат тие да творат. Ние во моментот се наоѓаме во ситуација каде политичари творат историја. Сега се сеќавам на една крилатица, на еден слоган одамна многу изречено од некои западни политичари, мислам беше, дека Балканот произведува премногу историја која не може да ја издржи. Кај нас во случајот, како Заев сака да се сеќавате, тој кажа, ние не смееме да крадеме туги истории. Замислете, премиерна држава кажува дека ние сме краделе туги истории, а реалната ситуација, значи она нормалната, не новата нормалност, е таква да нам историјата ни ја негират и крадат безмалку сите соседи во различни бранови. Да се вратам на одговорот на прашањето, значи негативно гледам на тие изјави, пардон, на тие отстапки, како што вие ги велите, ги осудувам, да не речам обвинувам во форма на еден граѓански суд, бидејќи мислам дојде време кога граѓаните треба да исудат на неодговорните политичари кои имаат неродолюбив однос кон својата држава и кон историјата на својата држава. Овде не гледам дека тие имаат почит пред се кон историјата, едноставно бидејќи употребуваат аматеризам, волунтаризам и да не речам тие ги преспале часовите по историја, тие не ја познаваат својата историја. Кога е во прашање јазикот македонски, кога го договара, па некако последен момент се пробуди македонската јавност и ги спречи со јавување на сите можни лингвистички експерти по историја, најразлични институти, друштва, здруженија, невладени организации и така натаму, ја лично мислам дека во таа една ситуација тие дојдоа до дното, до дно на дното. Значи, на соседот во една рамка обланда под добрососедство, сакаш да му поклониш нешто најсвое, нешто најсвето, нешто најсветло. Станува збор за јазикот, станува збор за историјата и станува збор за културата и традицијата. Коленичеш при тоа, си без кичмењак, а потоа, бидејќи ти ги издигнуваат стандардите и условите што треба да се откажиш, да не речам до коска, не успеваш, па преку ноќ се претвараш во еден, така да кажем, лажен патриот, да не речем родолюб, и ете, мислам дека ни такви ситуации на салто морале, значи луѓе без морал, во салто мортале, ова фигуративно е, во политичка смисла, не сакам никого да му посакам да почини или било шо, но за разлика од политиката сакам да ги нема тие луѓе, верувајте ми, тие луѓе се штетни, тие луѓе се во средниот век ги чинам ги вика вири обскури, темни луѓе, а денеска нешто помодерно им велиме кетмани. Значи, тоа се луѓе кои молчат, кои
може би и не се согласуваат со ситуацијата, но се лицемери и се би направиле за некоја цел која не сме сигурни дека е најдобра. Целта е наводно да се влезе во Европска унија. Па луѓе, зошто со толкави откажувања, зошто со такво изобличување и така натаму? Мислам дека едноставно се понижите. Заев, Димитров се засрамени, ама тоа и не е толку страшно, тие нас не обезличија, нас не засрамија коленичејќи пред разни Борисовци и сите останати политици, што ви рекле, бугарите, како во Бугарија, така и во Европската унија, и кои се дрзнуваат во 21. век да ни кажуваат што е политика, што е историја, што е култура и чии дејци се македонци, а кои се бугарски. Не, тие тоа го нема тоа право, тие на тој начин се вратија во 1940 година, во нивниот бугарски фашизам, ако сака да се вратија во Втората Балканска војна, во Првата светска војна, кога беа пак на губитничката страна, па ако сакате се вратија на времето на бугарската екзархија, и да не споменувам дека во Втората светска војна е времето на свастиката позади која се крија, и да не одам далеку во историјата каде што на знамето им беше опашката на конјот ним како символ. Такви превртливи луѓе се срам за Европската унија, бидејќи сега конјот на опашката, свастиката и болшевичките срп и чекан ги заменија со златните звезди на Европската унија од знамето на Европската унија. Тоа е срам за Европската унија, тоа е голем пораз за Европската унија. Во такви услови нам не ни треба Европска унија, инаку во нормални услови вред, треба да се вмрежиме, но не припаѓам на луѓето кои велат дека е тоа безалтернативно. Напротив, економски џин во светот моментално е Кина. Американците одамна тоа не се. Политичка сила е Русија. Пред месец, мислам, не знам, може би не цел месец, 14 земји од Азија направија една нова економска заедница. А луѓе, таа е 5-10 пати помокне од Европската заедница. Па сега да не одиме останатите други заедници, ќе видите дека ние имаме алтернатива, но немаме стратегија. Тоа нема на стратегија, ако сакате национална, државна, ако сакате стратегија за евроатлантските здружувања, сакате за влез во НАТО, од отсутство на таа стратегија многу не кошташе. Сега за сега не кошташе името, а не знаеме до каде е дојден купопродажниот договор за нашите револуционери и за нашите востанија, револуции до Асном и до Ноб, бидејќи тие до тога сакат се да ни земат, а ни велат, вие сте асномска форма, вие сте творба на Коминтерната. Да, тоа е во државно-правна смисла, но ние не се родивме како луѓе 41-44. Јас имам мајка и татко пред тоа родини. Мојата мајка и татко починати, да им е мирна душата, имат мајка и татко свој, моите баба и деда и право и чукун деда и така натаму. Па не беа тие марсовци, да ви кажам. Тие си беа македонци, само што немале среќа после славното царство на Филип и империјата на Александар Македонски, после средновековното Самуилово царство и неколкуте обиди после него да си направат подолготрајна држава. Треба да ги разликуваме тие работи и нека не се прават на Тошу или енглези бугарите, мешајки ги лончињата. Повелбети, Јон? Да, господине Костов, пред да ви го поставам следното прашање, соедно сакам само да кажам дека не се сложувам со вас, кога рековте дека се срамат Заев, Шекеринска и Димитров. Јас имам констатација дека тие се оперирани од срам и немаат срам, да имаат срам до ова дереđe, не го носија македонскиот народ. Браво се, лапсус мој. Ја не сум и човек признава. Господине Костов,
Како го толкувате водачкиот итен наплив за средување во наводници на историјата и бришењето на предметот историја како засебен предмет преку новата стратегија во средното образование? Ма не би сакал да го толкувам, верувај ми. Тоа е ретуширање. Опишете го. Вака. Не можеа да се договорат во, како што го нареков, купопродажниот договор, сега одат на едно ниво повисоко. Сега се обидуваат да ја снема таа историја која е јаболко на разборот под наводници. За мене ја не го мислам тоа така. Си имаме ние своја историја, ама еве според нив. И измислиле она успешната од социјалната која направи некаде од 300-400 илјади социјални случаи, Мила Царовска, сега главна на образованието, со окус-покус, пропарандус или чериба, да направи да нема историја за основното образование. Ке правеле некоја групација на обштествени науки. Луѓе, минус и плюс, Амер и Рус, има една песничка, ма не можат заедно да одат. Географијата е географија, историјата е историја. Значи, јас сум многу јасен против ретуширање на историјата, против негирање на историјата, против испишување на историјата, бидејќи, луѓе, историјата е мајка на се што имаме. Ако ние немаме индивидуална меморија, ако ние немаме колективна меморија, ние немаме ништо. Тоа е нашиот најголем капитал, што сме го позајмиле, има една изрека, од нашите предци, а сме им должни, за него сме им должни на нашите потомци. Не може сега Мила Царовска да ни воведува некои беззвездни нови реформи, па ја откривме дека не е ни Норвешка, не е ни Финска, не е да не збора Шведска, Данска и така натаму. И да има таму. Ние сме Балкан, ние сме Македонија и не може ние одеднаш од болонскиот систем да одиме во некаков си, не знам како да го наречам. Тоа е чист фалсификат. Значи, тоа е образование што ќе создава луѓе со големи празнини, со големи дупки, гапови во меморијата, во поглед на историјата. Погодувате, зборувам за нашите најмлади, зборувам за нашите внуци, бидејќи синовите веќе полека ги школувавме, многу добро си ја знаат тие својата историја, но мораме за нашите внучиња да мислиме, мораме да мислиме за нивните синови, за нивните внуци и така натаму. Таков образовен систем со такви дупки, со такви гапови не ни треба нам, бидејќи ако не си го знаеш коренот, како се вели, ти си тиква без корен, значи ти си дрво без корен и едноставно не знаеш кој си и дури тогаш секој може да те својата и секој да ти вели дека си грк, дека си бугарин или дека си србин, а историјата па се покажала дека во тој поглед па не ни била секој пат мајка, да не речем не била макија и затоа не својатале. Но видете се, и покрај се сме обстоиле. И покрај се постои македонската нација, македонскиот народ, што е најбитно постои македонскиот јазик, кодифициран, луѓе тоа е само, неговата кодификација е завршена само на Асном и поасном. Ма од Ѓорги Пулески за прв пат е кажано кој е наречје, кој е македонскиот јазик. Па да не зборам за Мисирков и за македонските работи, каде што дава едно структурално поставување на македонскиот јазик. И сега на мене Кракачанов, сега нека ми простат вашите слушатели, ама човек, да не речам командант на армија, министер на армија со помочени гаки кој оди на војни вежби. Од него јас да слушам што е историја и од него јас да примам моето образование да ми произведува сакати внучиња во поглед на историјата. Да не бидам погрешно сватен. Не, со индигнација јас го одбивам тоа. Луѓето со кои дружам, тоа се македонскиот манифест, тоа се СУМ, тоа се македонски непокор, сега имаме најново движење македонизам и така натаму, не го прифаќаме. Но, што е најбитно, тоа не го прифатија сите историчари, тоа не го прифатија сите јазичари и што е битно се буди и третиот сегмент, луѓето од образованието. Многу скоро,
организирано, лично мислам, ќе излезат и студентите и средношколците, кругот ќе се затвори и овие одродници ќе сватат дека не може да играат мајтап со образованието на нашата иднина, ви рекол, а тоа се нашите потомци. Бришењето на историјата како засебен предмет од основното образование најде на силен отпор од пошироката македонска јавност, но и од научната фела. Бугарија е на добар пат да си го оствари Сан Стефанскиот сон, благодарение на господинот Заев, но за да се случи тоа ќе треба и Македонската комисија да даде амин. Господине Костов, дали мислите дека сегашниот состав на комисијата е спремен тоа да го направи, или пак Заев ќе ја спроведе шпекулацијата и ќе направи смена на дел од комисијата, кои ќе бидат негови послушници и ќе ги спроведуваат барањата на Заев, користејќи го балканскиот метод, оној истиот на силната промена на уставот со цел промена на исконското име на државата? Па видите ви кажам, кога е Заев во прашање и СДСМ, таа забегана политичка елита или врхушка политичка, би рекол, се е можно. Ама мислам дека има надеж, мислам дека не чекат подобри времиња и ќе ви кажам зошто, бидејќи по моја оценка помина времето на онај Фајрабон принципот кога тој дојде на власт, кога се поминуваш. Значи, народот едно ќе му каже, тој друго ќе направи, народот испошан тепан, заплашен, уцен и вака, така, тоа ќе му помени. Лично мислам дека сега тоа не може да му помени. Круцијален момент беше, или момент на пресврт, би рекол, коперникарски пресврт беше, кога пред известно време, сега не можам точно да кажам, ама пред 6-7 месеци, може би и повеќе, се одржи председателот, тоест ко-председателот на комисијата од наша страна, да му се спортистави на Заев. Се одважија и неколку други членови, па кои се заканија со оставка, и веќе се види дека таму се свестија дека во каков контекст се ставени да утре бидат анатемисани како издајци на историјата македонска. Многу помогнаа луѓето, експертите што се јавија од националните институти за историја, за јазик, за лингвистика, филозофија, социологија, значи како да настана тоа е некаде октомври-ноември еден пресврт во свеста на македонецот, дека ова нема крај, дека провалијата е овде и дека паѓаме сите и никој пат не можеме да излеземе од таа провалија и им дадоа знак дека не може да тргуваат со нешто што е свето, преска реков најсвое, најсветло и најсвето. Имајќи го сето тоа во предвид, имајќи го предвид последните искажувања на членовите на таа комисија, мислам дека нема да се случи најлошото. Ама, одговорот го почнав, Заев, го знаете, скопско и се е можно, Заев и се е можно. Лично мислам, ама не сум сигурен дека тоа ќе се деси. Најдобар потек на годината на јануари во новата година, и ве влезени сме, е колективна оставка на членовите на комисијата од Македонија. Тоа е пред се потез кон Заев и кон политичката врхушка која не води во погрешна насока, веќе има истражувања, над 50% се кажуваат луѓето дека ние одиме со ова политика на Заев, одиме во погрешна насока како држава, како општество. Правиот пат се посакувам тоа да се случи. Не знам дали ќе се случи, за мене најдобар потек. Доколку тоа не се случи, јавен исказ, истапување на председателот поддржан од нашите членови дека ги замрзнува, бидејќи пази, нема он потреба Заев да го слуша. Зошто? Ги избрали, ако се они стручна комисија, не треба да им е тутор Заев политиката, Димитров, не знам, министерот за надворишни и така натаму, Османи. Значи, тие треба да имат своји хабитус, тие треба да имат карактери да кажат. Ние моментално ги замрзнуваме работата на комисијата, иако да бидам искрен, малку латентно беше и замрзната од прилика 7-8 месеца. Ама сега јасно да им кажеме. И сега да им се обратат на бугарите и да им кажат, додека вака се поставувате, националистички, шовинистички,
дури, пазете, во изјавите на Каракачанов ја препознав и расизам. Ако имаме време, и тоа ќе ви го објаснам. Ние нема да преговараме со вас и молим лепо. Нека им фрлат врелиот компир на политичарите, како во Бугарија, така и во Македонија. Тоа е некоја идеална ситуација, која ја како аналитичар ја посакувам, не сум сигурен дека ќе се деси, но како и да е, работите се раздвижени и сега треба да пазиме да не превреслат, да не изиграт и стоите такви хокеарски, јас би ги рекол, измени и со були пред голот на противникот, тоа е еден израз од хокејот, и да ни дадат гол. Не, мислам такво нешто нема да дозволиме. Многу сум среќен. Ја повикав, ако се сеќавате, негде април месец во само вистина, реков минатата година, луѓе доста е од нас кои нон-стоп излегуваме на телевизија, аналитичари, бидејќи станавме и вакви, и онакви, и секакви. Ве молам, разбудете се и ги повика стога. Психолозите, филозофите, социолозите, историчарите, лингвистите. Да бидам искрен, во 3 категории видов дека сум ме чуле. Се повеќе и почесто има социолози, дават интервјуа и ги користат како луѓе кои треба да дадат некој совет, предлог, па имајќи во ковид ситуацијата. Лингвистите и историчарите најпријатно ми изненадија. Јасно со потписи над 200 луѓе, над 150 луѓе во тие двете петиции. Тоа е една респективна бројка. И сега, да не заборавиме истапот на Ману, која спиеше во зимски сон, конечно се разводи, истапот на црквата, која и таа веќе, можеме да кажеме дека не прави веќе бизниси само, него еве му помага на македонскиот народ и македонската држава, и УКИМ, најголемиот универзитет, кога истапија, мене ми олекна, да ви кажам, и викам, добро е, годината ќе ја завршиме добро, па можеме и да се провеселиме на ноќите, иако од ковидот не сме расположени, и една чашка ракија да испиеме. Овие луѓе, запамтете ми, запамтете го, ова ќе одиграа и ќе одиграт најбитна работа во одбрана на... Еве, ја ќе кажам македонизмот. Зошто да бегаме од македонизмот? Па македонизмот се македонците и Македонија низ историјата. А некој сака да нема историјата, а која нема македонската историја, ги нема Македонија и македонците. Така да, како watchdog, тоа се вика кучиња чувари во новинарството, ама овој пат на историјата ќе бидеме, сите, ние овде и вие таму во Австралија, во Канада и во Америка, ќе пецкаме, ќе предупредуваме, ако треба и ќе се закануваме и мислам ќе одбраниме. Мислам дека ќе одбраниме. Ќе мораме да побрзаме малку со прашањата и со одговорите. Да скратам, окей, фаќам. Дали политичарите или политичката номенклатура треба да преземаат било какви чекори без претходно да се консултираат и да добијат информации од сферата на науката, или пак обратно, политиката треба да и соопштува на науката? Ако мислите дека ова второво така, дали во тој случај ние имаме држава и државни институции? Вие да ви кажам, Јон, убаво прашуваш, има нешто што се вика научна јавност, нешто што се вика стручна јавност, експертска јавност, академска јавност. Кога сите нив ќе ги консултираш како политичар, ти си тогаш добар политичар, ти тогаш сакаш да го чуеш вокс попули и вели ми дека го почитуваш јавното мислење. Значи, јавното мислење да не го сваќаме како нешто општо. Еве, ги кажав овие 4 сегмента: науката, струката, експертската јавност, академската јавност. На тој начин ќе се создаде одговор на народот, а ако народот според член 2.1.3 од Уставот е тој што го дава суверенитетот, тогаш ќе постапиш онака како што ти вели Vox Populi. Значи, многу кратко и јасно, да, најправин треба да ги разглабаат, да ги истражуваат, да ги анализираат и да дават констатации, да дават најразлични решенија, ако треба и преиспитување. Некој пат има и преиспитување, ама тоа треба да го направи струката. Тоа треба да го направи науката, да биде тоа поддржано од широката академска јавност, на народот да му се објасни, будете политичар и правите политика. Се трудев да сум краток и он.
Со вакви притисоци и проблеми се соочуваа и минатите влади на Македонија, но не го прифатија сето ова што оваа власт на чело со Заев го прифати со леснотија. Што е тоа што се случи во македонското општество за да дојде до една ваква ситуација во која дојде една влада која постапува вака како што постапува? Не народна влада. Влада која не победи на изборите прв пат кога дојде, а сега во јули ги фалсификуваш избори. Еве тоа се случи. Бети, значи изгубија, се прогласи на изборите, да ме подсетили 16 декември, се прогласија за победници. Направија се што можеа да направат, да ВМРО, тоест победникот не направи влада, тие направија влада преку тиранската платформа веќе се продадоа на коалициониот партнер и отпочна одисејата за нас црна и никаква со грците, го изгубивме името. Значи, тоа се луѓе без морал, тоа се луѓе без национално чувство, тоа се луѓе домашни предатели. Сега, нека ми простат вашите слушатели ако сум преостар, ама нека ме разубедат, ајде. Историјата, вака велат, нема патриотизам, нема патриоти. За да сега пред месец дена се прогласа за патриоти, а нас за националисти. Па да ви кажам, уживам да сум националист. Националист кој си ја брани нацијата, националист кој си го брани народот, се залогот за правата да го заштити суверенитетот и идентитетот на својата држава. Моментално уживам во таа улога, па кој што сака нека мисли. И кога на тоа ќе го додадиш дека тие луѓе немаат морал, го видовме тоа. Значи, само своји интереси, само нивните бизниси ги развиваат. Министерот поранешен за надворешни работи, керката си ја смести на школување 50-60 илјади евра. Заев од почеток до крај преку вицето си прави бизнис. Сега сака цела Македонија со дрога да ја опие и они се така ние ќе му попадниме. Овие ташниве Гучи и Сан Лорано од Шекеринска, што ги менува се по 3-4-5 илјади евра, пазете, не велам дека не треба, и јас сакам да имам. Ама ме чуди како бе луѓе, јас сум 30 години во јавниот живот, 5 деца, 2 внучиња, сопруга, како ја не можев толку да стекнам джипови, сега да не набројувам се, бродчиња, викендици и така натаму, а само таа врхушка го може тоа, поддржана од првата генерација олигарси. А ваму контейнерните, да ви кажам, се почесто и од се поголем број луѓе се посетени. Значи, тие луѓе мораме да ги истисниме прво од власт, тие луѓе треба да ги употребиме сите ненасилни средства за да ги симниме од власт, тие луѓе треба да ги исфрлиме од политиката, значи не да го исфрлиме СДС, не, да си дојде генерација што е воспитана, културна и која ќе спроведува социјалдемократија во вистинска смисла на зборот и мислам така ќе се спасиме и да бидам искрен, опозицијата треба да се обедини, доставија кавги, доставија фракции, доставија ситни партии, мали, средни и така натаму, па после поредот ова е крив, она е крив, иако, и еве, на еден начин се пофалам, за 2 до 3 дена ќе во печатење ќе промовирам книгата Избор на корупција и аномија за победа по секоја цена. Е моето видување на изборниот процес, тоа е моето видување на државниот и подкупот во кеш и мислам дека тоа нешто е срамно и пазете, јас секој пат внимавам, за прв пат имаме подкупен народ. Тоа се луѓето што во најголема мера што гласаа за овие победници, со 12.000 гласа само разлика, а сега се топорат дека они биле не знам какви победници она. Сите податоци кажуваат дека националните картички, дека уцените, подкупите, оние што ги сваќаат 2-3 градоначалници на лице место наке, ама ништо не се презема, дека победата така им е со кражба, со подкуп и со корупција. Тоа нема далеку да стигне, ќе видите, имаат проблеми, не можете едно нормално собрание да одржат. Опозицијата не го користи тоа баш најдобро, мислам доаѓа време кога малку и опозицијата ќе ги изгусне своите редови и тие луѓе ќе ги истиснеме. Ете, само така ќе се спасиме и од тоа зло и нема да се чудиме јас и вие што не снајде, каква влада дојде и какви политичари дојдоа.
Ево сега уште едно подсетување дека повторно да се доложиме малку, да скратиме повторно во наредните прашања. Владата на Заев не отстапува од намерата да го спроведе пописот за во април оваа година и покрај тоа што опозицијата се противи и најавува бойкот. Каква разврска очекувате по оваа точка и дали новиот закон за добивање на државенство само со два сведока е скроен за манипулација и еднократно искористување за пописот со цел да се покаже поголема бројност на албанското малцинство, иако оваа информација сношти ја добивме дека на некој начин владата го разследувала и не го прифаќа на некој начин законот, ниту повторно ќе најдат начин да го спротнат тоа со подписи за државенство. Да ви кажам, попис кај нас нема многу одамна, 20 години и повеќе. Редно е да има попис, ама попис по правилата и принципите на Евростат. Лично мислам нема тоа да се случи, ама тука сум, знаете како, сега не знам како е вашето мислење, ама ја мислам било каков попис да има, добро е да се преброиме, а и да направат фалсификат ќе ги уловиме. Со самото кажување дека нема да има изјавување етнички групи и верски групи, они од старт го губат пописот. Па зошто е попис? Добро, пописот има социјални категории, пописот има стамбени единици, пописот има невработени, пописот има број на семејства, пописот има иселени, неиселени и така натаму и така натаму. Но, ако ја во мојата држава не знам кој е главниот конструкт, тоа се македонците, во кој број се, и останатите делови, како што велат од народ, а иначе меѓународно е малцинствата, па чубо ми е подпис. Ние, мислам, треба да ги чекаме во заседа, се гледа фалсификатот, значи имаме обвинети за попис, Груевски обвинет, Али Ахмети ослободен, еве го Али Ахмети во опозиција пак да прави попис, бојуваме батка да те видиме. Значи, нека има попис, бидејќи без попис сме слепи и едноставно не знаеме кои сме, колку сме, каде сме. А веќе мислам сме толку освестени што ќе ги спречиме во или со непослушност, ако видиме дека ги фалсификуваат одсутните албанци кои не живеат овде, а ја мислам и македонците нешто ќе преземат. Во моментот не сум паметен да кажам што, ама попис треба да има. И уште пократко. Господине Костов, од пред недела дена започна најавениот процес за прочистување во правосудството. Што очекувате од најавеното прочистување? Ништо не очекувам. До вчера милионски луѓе, еве ако сакате вклучително јав не знаевме што е ветинг и сега не тоа е тамо кај животните едно пребројување и сега тие со полна уста ветинг не може и кратко ќе кажам бидејќи половина работен век го мина во правосудството, не може политика да спроведува ветинг. Не може да седнат на 3 столчиња пред 10 дена министерот, јавниот обвинител и председателот на судскиот совет и да ни кажуваат за ветинг. Министерот не му е таму местото, да ви кажам. Политичари не можат да прочистуваат судски и обвинителски редови. Под јак домашен и меѓународен мониторинг, домашна или меѓународна комисија, ќе се прочистува судството според европски стандард. Сум го кажувал тоа. Има европски стандард, и тоа е рамка се става. Кој се вклопува во рамката останува, кој не се вклопува си оди. Има и навремено и предвремено пензионирање. Тоа паметните држави 90-тите години која прифаќа демократијата го направија и нема лутење да ви кажам, бидејќи кај нас има суди од комунизмот. И да не зборувам. Значи, јас сум против таков ветинг и со моите настапи ќе направам се да не се случи таков ветинг. А ветинг, експертски стручен од струката, да, требаше уште вчера тоа да биде направено. И уште едно прашање, не знам дали ќе повеќе време. Министерот за надворешни работи Бујар Османи пред некој ден испрати документ до министрите за надворешни работи на Бугарија и на Албанија. Овој документ го нарече иницијатива 8. Како го оценувате овој чекор кој бега од политичката заврзлама која ја наметнува Бугарија со аминување на владата на Заев?
дека од денеска многу слаби оценки дадов. Никако, кец единица. Има една народна. А иначе не сум толку, не гледам толку црно секој пат на работа, и ама изгледа таков е денот. Или така се прашањата, се шегувам. Вие да ви кажам, има една народна, тебе не те пуштаат во село, а ти сакаш кмет да бидеш. Па сега, они прво не добија одговор од нон-пейперот што им го пративме, а тоа е навреда. Значи, тоа некој не те есапи тебе и се некои големи политики тамо, иницијативи, 8 или ова. Не, тоа е дефокусирање. Прво, ние немаме такви капацитети. Луѓе, ние не можеме нашите домашни работи и билатерални да ги решаваме. Ние сега ќе заговараме мултилатерални. Ние можеме да предлагаме, ама ќе предлагаме во Брисел. Ќе предлагаме во седишница на некоја меѓународна, јака, голема организација. Устил, мислам, ММФ, Светска банка, такво нешто. Примери давам, иначе оваа иницијатива е друго. А не вака ние да се правиме, значи сега некако како, па ние на Бугарија им покажуваме мускули. Против сум тоа, мислам, не е добро строчено, немаме капацитети, ама ајде, Волтер вели да си ја копаме прво нашата градина, да си го средиме нашиот двор, а потоа меѓународни иницијативи да покажуваме. Господине Костов, ако ми ветите дека за многу кратко, за некаде 3 минути, нема да потрошиме повеќе, сакам да се навратиме повторно на едно од прашањата. Ме се чини дека беше тоа третото прашање, кога говоревме како го толкувате владачкиот титен наплив за следување. Во идеја баш ми доаѓа, не знам, Бети дали ќе има и таа некое додатно прашање, ама за 2 минути и пол да ја одговорите. Дали со она што говоревме за толкувањето на владачкиот титен наплив за следување на историјата, мислите дека тој ја навредува интелигенцијата на сопствениот народ и на научната фела? Веќе е навредена интелигенцијата и на широкото пучанство, на граѓанството, што велам јас, и на експертите. И нели гледате, тој владее во стилот на Дуче, кај него е принципот Фирер е главен. Нема, он, кога ќе видите дека му е тесно, ами јас сум премиер на државата. Тоа знае што е тоа? Извини, ама вака, кога маже, ќе се разбереме. Тоа е кога на собствената жена да ја докажуваш дека си имаш. Си паднал многу ниско, да ти кажам. Значи, молим? Доволно одговоривте, све е кажано со тоа. Да. Значи не може он да оди пред науката, не може он да оди пред универзитетот, не може он да оди пред експертите. Треба да ги користи како алатки, ама тоа е тоа. Бете прашање имаш додатно за тоа? Господине Костов, дали Заев и Царевска преку бришењето на историјата како засебен предмет, всушност сакаат на мала врата да го протнат барањето на Бугарија, бришејќи ги сите оние делови кои што им пречат? Да, Бети убаво си прочитала, ама знаеш што ќе се случи? Нив ќе ги избришиме. Верувај ми, јас верувам многу во тоа, да веруваш и ти. Многу скоро тие ќе бидат избришени и ќе бидат оставени на боништето на историјата. И уште едно име сега во овие моменти ми идат. Дали ќе се сложите со предпоставката и она теорија, позната теорија, ако сакате нешто и некого го да уништите, одземете му го сетевањето, односно историјата, со тоа ќе му ги избришите и трагите. Па да, видете, мислам сега дали прошлиот или предпрошлиот пат, денес се трудев, не цитирав, не кажував имиња, тоа го кажува Солженицин, тоа на крај краишта да го кажува Орвел во 1984 и така натаму. Па тоа е основата на Свес.мк, кај мене на мојот портал, Мико од Америка, што е колумнистот, ни го напише тоа и ни ги отвори очите. Се знае, значи, ако коренот ти е одземен, ти се сушиш, ти вегетираш и ти не постоиш. Тоа е желбата на Бугарија. Грците беа само за името, овие се лакоми, овие сакат да не постои Бугарија, бидејќи, Македонија. Ако постои Македонија и македонска историја, нивната историја е никаква, ама за тоа можеби некој друг пат ќе збориме. Сосема сте во право, Јон. Задоволство беше и ова ваше учество во Македонски корени, господине Костов. Верувам и нашите слушатели со внимание не слуша. Ви благодариме, имајте си убав остаток од овој се уште празничен викенд, пријатно до слушање и секако ќе ве очекуваме во некоја наредна емисија на Македонски корени. Благодарам, да сте ми живи и здрави вие и сите македонци во Австралија. Честа беше моја.
И на крај ќе ве Довидување. поздравиме со една прекрасна песна, Судбина тешка и спасен се Јановски.